Вивчани. Во географијата ќе го најдете како најмалата општина во Македонија. Но ако заминете во Вивчани, малку се и 10 дена да ја разгледате на живописната природа, да ги видите најубавите извори и секако да ги слушнете приказните за историјата на борбениот народ во Македонија, вивчанци. Но да раскажеме се и поред. Вивчани е старо 1400 години на падините на планината Јабланица. По незините ридови, вивчанци изработувале куќи од камен на надморска височина од 800 до 900 метри. Е прекрасното Вивчани. Из историјата жителите сами си го граделе местото. Први направиле водовод, училиште, болница. Од сите страни во градот слушате како тече вода. Веднаш над куќите се вевчанските извори. Тука има безброј извори. Вода тече цела година, лете, зиме. Водата за ова место е символот на животот и постоењето на Вивчани. Природата живее од водата. Вивчанци горди со неа. Токму оваа вода во 1987 година го направило Вивчани познато во тогашната Југославија. Тогашната власт сакала да ги каптира изворите под изговор дека носи вода во соседното село, Октиси, а всуштост сакала да влече вода за елитната викенд населба, Елен Камен, каде што имале вили тогашните челници на комунистичката власт. На тоа се спротистави народот. Имало барикади и не се дозволувало да се постават цевките. Немирите го достигнаа врвот. На 7 август 1987 година интервенирале специјалните полициски сили и за прв пат во тогашна Југославија беа употребени електрични пендреци. Вивчанци за овој настан не сакаат многу да говорат. Имаат само плоча во средина на селото, која ги прави да биде уште поборбени. Да не заборават што се случило, но и да продолжат да го негуваат овој посебен крај – Вивчани. Борбениот народ 20 на години подоцна со гордост раскажуваат што изворите останале онаму каде што требало да останат. Од тогаш до денеска Вивчани ја градат својата самостојност. Имаат собствени банкноти, личници и пасош. Освен пасошот и банкнотите, направено е грб и знаме на општината. Банкнотите и пасошот се главните символи на општината. За нивниот карневал на празникот Василица. Симон Лешовски, уметник од Вивчани, позитивен човек со многу приказни, автор на вевчанските пари, личници. Приказната за вевчанските личници почнува некаде 91-2 година и до нивна реализација дојде почетокот на 93 година. Почнавме тога со банкнота на која беше насликан Михајло Пупин, бидејќи токму во тоа време ние дојдовме до негови сознанија дека Михајло Пупин, односно неговите корени, потекнуваат токму од Вевчани, што тоа и се докажа денес. Инаку, од тогаш поминаа 17 години, вевчанските личници се, така ми се чини, надалеку познати, во моментов како сувенир, кој што е еден така белек, се надевам траен за моето Вевчани. Изработив 8 банкноти, меѓутоа, за жал, во моментов јас имам тука 7, банкнотата од 10 ја немам, меѓутоа би останувам должен за информација околу незе. Би почнал со еден личник. Еден личник на аверсот од
Ова банкнота е ликот на Васил Радиновски, меѓутоа не како градоначелник, нели тој беше градоначелник до пред една година и половина, туку како прв председател на ФЕК, тоа е Светска асоциација на карнавалските градови во светот. Тука се наоѓа и со капата која што го символизира тоа. А на реверсот, односно на втората страница од парата, се вевчанските извори. Мене мисли, че не треба посебен објаснување, посебно освивање, тоа е една убавина која што навистина го краси Вевчани, убавина која што го краси. Вториот личник, тоа е банкнота од 2 спецмење. Тука имаме на аверсот е Свети Јован Бигорски. Сега ќе се запрашаме зошто. Одговорот го дава реверсот, односно втората страна од 2 личници. Тука имаме на трите чешми во влезот на дворот од манастирот Свети Јован Бигорски. Има текст на кој што пишува: во времја смиренога игумане Михајла од село Галичника, браќа христијани, пијте сладка и студена водица и охладите ваша жедна душица и помињајте неофита, монаха, бил родом од село Вехчани, Охридско. Значи, еве го откривме одговорот. Неофит, тоа е вевчанец кој што ги направил тие чешми и сметав дека го заслужува местото токму на една од нашите банкноти, односно нашите личници. Понатаму следува 5 личници. Сега, ова е практично банкнотата од 5 личници на која на аверсот се наоѓа ликот на Михајло Пупин. Ова е втора верзија, првата верзија рековме 93-та извадена, меѓутоа тоа беше поинаква малку верзија, меѓутоа овеќе со оригиналниот негов лик и така натаму. Михајло Пупин, кој што неговото родење тој во Идвор, Република Србија. Меѓутоа, професорот Павле Митрески ги истражи тие работи, ги испита и дојде до сознание дека неговата фамилија, неговите корени се прво од Москополе, тоа е во Албанија, и потоа, значи, преселени се од Москополе во Вевчани. Ние и ден денес имаме фамилии, односно фамилија која што се прозива Пупиновски. Сега, бабата на Михајло Пупин, таа била Пупа и токму од Москополе се преселиле во Вевчани, па од Вевчани неговите, од Михајло Пупин или татко му, се пресели во Идвор, во Република Србија, меѓутоа корените се токму од Вевчани и тоа е докажано и признато и од страна на научните кругови и од страна на Република Србија. На реверсот од ова банкнота го имаме фамилијарното стебло на Михајло Пупин. Значи, почнувајќи од неговиот татко Никола и така натаму, па до Михајло Пупин, односно дедото и така тоа ќе имате можност да го видите. Понатаму следува банкнота од 50 личници. Сметав за потребно на ова банкнота да заземе место и вевчанската носија, која што е исклучителна и визуелно, меѓутоа и има и некои скриени елементи кои што асоцираат на минатото на Вевчани, историјата и така натаму, но во секој случај носија која што е многу тешка за носење, меѓутоа е многу убава за очи и за жал сега веќе многу малку може да се сретне, меѓутоа многу малку може да се сретне како ја носат низ селото жени, меѓутоа секој дом, секоја куќа во Вевчани си има по една носија вевчанска, што е, сметам, навистина богатство и нешто кое што треба да се почитува. Значи, тоа е вевчанска носија, ова е невеста која што носи вевчанска носија, во случајов ова е мојата сопруга. Снимено е на мојата свадба, на нашата свадба. И на втората страница, односно реверсот е, ние викаме плоска, некои викаат карта, меѓутоа тоа е дрвен сад во кој што се става вино и се кани за насвадба кај зетот, кај невестата и така натаму.
Понатаму следува банкнотата од 100 личници. На ова банкнота на првата страница, односно аверсот, е првиот вевчански учител, тој е Димитар Даскалов. Сметав за потребно да го насликам овој лик на оваа банкнота, затоа што, како што реков, тој е првиот учител од Вевчани и основач на првото организирано, значи, образование во Вевчани. Тоа е училиштето Свети Спас во 1835 година. Значи, уште колку, уште 20 години, 25 години, веќе ние ќе славиме 200 години од првото организирано образование во Вевчани, што е сметав за, и сметам се уште, дека е една бројка која што е за почит. На втората страница, односно реверсот, е старата училишна зграда, во која што денес не учиме, не се работи, затоа што е руинирана. Понатаму, 500 личници, пардон. Сега, ова е малку поинтересна пара, поголема и поинтересна пара. На аверсот од оваа пара има еден имагинарен лик, кој што јас така го замислив, а тоа е ликот на Наум Поповски Малиоџа. Сега, кога го изговорив Малиоџа, веќе може би почнува да станува јасно, веќе ова поделена силуета, односно поделена слика на еден човек, односно половината од овој човек е поп од ликот, а половината е оџа. Зошто? Во раните години на 19-тиот век, токму тој човек, Наум Поповски, отишол, барал прием кај султанот лично, за да издействува, односно да обезбеди, ајде не речеме дозвола, за да ја гради црквата, што е тука денес во Вевчани, да биде на исто рамниште со земјата. Инаку традиција било во тоа време, црквите што се градеа да бидат барем еден степеник да се слегува. Тоа е практично еден сооднос на верата христијанска и турска муслиманската, како подолу, нашата вера е подолу, тоа било практично. Меѓутоа, вевчанци со тоа не се сложувале, односно сметале дека секоја вера треба да биде равноправна и е равноправна. И го испратиле Наум Поповски Малиоџа, отишол тој таму, меѓутоа султанот не сакал да го прими. Му истекнало на овој човек, се пресоблекол во турска облека и побрал прием кај султанот и му рекол дека сум јас, влегол натре прво и после му кажал дека не сум јас практично од муслиманската вера, туку јас сум поп од Вевчани и дојдов за тоа што дојдов. И тогаш му рекол, султанот му рекол, ти си Малиоџа. Малиоџа во смисла на му дал условно титула за неговите шерештини, така, ја завршил работа. И на реверсот од оваа пара е една апликација на турски тапии, стари турски тапии, нели да има равнотежа со тапијата која што му ја дал за да ја гради црквата во Вевчани. И на крајот е банкнотата од 1000 поени, 1000 личници, како најголема. На оваа банкнота сметав дека треба да го насликам вевчанскиот уметник, академик во Италијанската академија на науките и уметностите и повеќе други. Меѓутоа таму како најистакнат член Стојан Размовски, кој што е роден во Вевчани. За жал почина пред неколку години и на втората страница, односно реверсот, имаме една негова слика исто така од академикот Стојан Размовски. Сметав дека со тоа ќе се направи една целина. Вевчани познат по карневалот. Тогаш тука сите се маскирани и стари и млади. За дописникот на Дневник новинарот Никола Шутиновски, Вевчани е неисцрпно запишување текстови. Најголем настан е карневалот и секако туризмот што се развива во целосен амбиент со културата и традицијата на Вевчани. До израз доаѓа креативноста на духот, способноста на поединецот
да го искажи она што може да се искажи само под маски. Таа апсолутна слобода е усвојувана со векови во Вевчани, бидејќи низ историјата на карнавалот е познато дека е тој забрануван за маскирање, луѓе се одени во затвор, меѓутоа ако затвореле еден се појавило уште 10 нови маскирани, ако затвореле 10 уште 50 и 100, што значи дека традицијата не е прекината и напротив, кога имало такви обети, бројот на маскираните бил се поголем и поголем. Во суштина, Вевчанскиот карнавал, кој од 1993 година е член на Светската асоциација на карнавалските градови, е еден театар во кој што маскираните на своевиден артистички начин ги играат своите улоги, а сцената е секое место слободно во Вевчани, секоја вевчанска куќа. И тука, за да се доживее сето она што маските го говорат, бидејќи сето тоа е пропратено со говор, со движење, со мимики, треба да се биде присутен на карнавалот и сето тоа да се доживее. Ако заминете во Вивчани, не можете да не се запознаете со Анастан Ќушковски, автор на безброј книги од дијалектот на вивчанци, нивната историја, природата на растенијата, кои само тука ќе ги видите. Сето ова е напишано и фотографирано со голема креативност. Јас открив дека овој простор бил активен најмалку во 3-тиот и 4-тиот век пред нашата ера, дека Вевчани, кој се наоѓа на само 1 километар од тој локалитет, било невозможно при вакви природни услови за живење да нема живот. И тука се среќаваат трагите, но тие се толку ретки и толку внимателно треба тоа да се доистражи, за да се најде врската со тоа. Ова е едно утврдување од 3-тиот и 4-тиот век, но со разни други елементи кои влечат до 9-тиот век, да не речам, до некои работи кои се однесуваат на култните однесувања, влечат и многу порано. Така да, сето тоа што таму е откриено, ми даде една храброст дека не сме биле безкорен ние тука. Во оваа книга се прави за прв пат еден пристап таков, не само од археолошка страна, е обработено и јазикот, значи сочувани стари зборови кои имаат антички корени, потоа ги има легендите, ги има историските настани и заокружено со овие археолошки наоди, дава една слика за тој простор кој што бил активен најмалку 10 векови и завршува некаде кај 6-тиот век наша ера. Но и понатака се јавуваат некои работи кои даваат сознание дека и за овој поширок простор има можност да се зборува за негов живот. Така да речем овдека има еден амулет кој е најден на овие простори, а се однесува на 7-миот, односно 8-миот век на една недефинирана културна група која во науката се назначува како Комани Круе. Тоа е по однос на каде првпат се најдени тие наоди. Но во историската наука се вели дека тие жители секој пат се населувале покрај Вија Игнација, нивните некрополи се наоѓале врз претходни некрополи и така да дава сознание дека и во тој период тука имало активен живот. Во градот една од поголемите куќи е куќата на Китановци. Фамилијата имала на времето во 18-тиот век ресторани на Црното море. Целиот приход бил вложен во куќата да се изгради каква што е денеска. На прошетката низ Вевчани однадвор слушнавме звук на каменот.
на единствената воденица што се уште работи во Вивчани. Атанас, или како што сите го знаат во Вивчани, Тане, е единствениот воденичар во овој крај. Тука сите доаѓаат да им се сомеле природно брашно. Воденицата е тука цели 200 години. Сите во семејството биле воденичари. Но ова место било место каде тогашните млади се наоѓале и се заљубувале. На времето тука немало куќи. Воденицата била на крајот селото. Па тука било местото каде што младите се криеле од постарите. На вратата на воденицата се уште стојат иницијали на заљубените парови. Чичко Тане вели: се има и љубов и леп. Се што се правело најубавото било токму кај него. Ова воденичка преку 60 години. Още дете кога бев со татка ми од 12 години знам. Од 12 натака поминати се 60 и нешто години во тоа. Луѓе во си идат, носат, толку се педантни и дисциплинирани, идет, тука имаме јаглење мие, фломастери се тие. Пишуваат на врештата иницијалите, чиви се, какви се, го мелам, го оставам, си ги гледат кои се нивни, си го земат и до гледање. Само послуга. Ова е единствената што остана во Вивчани? Една е ова, од 32 воденици, колку што ја и знам имам броено, остана уште ова. Ова е воденица на Кела Русески. Меѓутоа, јас сум сега син него. Во Вивчани се е вивчанско и јадењето. Има вивчанско сирење, вивчанска пита, вивчански колбаси. Се е домашно, оригинално и убаво, вели Андреја Попевски, менаџер на ресторанот Вија Игнација. Туристите по опојниот воздух уживале во прекрасната и природна храна. Од тоа најдобро брашно, вевчанско брашно, се прави и аутентична пита. Значи овде имаме, например, виткалник, пита со сирење, имаме комат, значи пита со праз, иначе и сирењето и празот се аутентично нешто вевчанско, што секој туриста може само да го проба овде во Вевчани. Се е вивчанско. Апсолутно све вевчанско. Така. Имаме, например, од тоа брашно домашни лепини, што се прави само во нашиот ресторан Вија Игнација. Имаме, например, овче бело сирење, исто вевчанско, биено вевчанско кравјо сирење и се ова што гледате, например, тапче, гравче, граов е вевчански, вевчанска селска манџа од вевчански пиперки, вевчански патлиџан. А мевце во вака колбасиве? Имаме од месарница се донесени или и тие се вивчански? Све оде апсолутно вевчанско. Сите овие специјалитети, например од свинско бут, например имаме свинско подсач, имаме пилешко вевчанско, исто например вевчански пилешки дукати и нормално нашиот најдобар специјалитет вевчански домашни колбаси. Што викаат странците? Што најмногу јадат туристите? Па да ви кажа нешто, кога ќе дојдат во Вевчани, дишат воздух прво. Од после воздухот ги истрошува, им треба добра храна. Значи од предјадењето до главното јадење, сето го бендисуваат и повторно идат во Вевчани, односно во ресторанот Вија Игнација. Кога сме кај туристите, каков е туризмот? Овде се развива планински туризам. Па да, се развива туризмот и за среќа во Вевчани се отварават и други ресторани и сите се добро посетени, се изградуваат значи хотели, значи за легла, значи Вевчани има доста легла и вака да ви кажат, посетени сме токму цела година, посебно за карневалот во јануари 13. Вивчани има капацитети за сите авантуристи кои сакаат да уживаат во амбиентот на ова место, од соби прикладни на овој стар стил до природата, чистиот воздух, водата, се убавени што може да ги видите и запознаете само во Вивчани.